Министерството за финансии ги отвори податоците со кои располага. Фискалната транспарентност беше наша задача и ние ја реализираме. Се објавуваат извештаи за извршување на буџетите на сите буџетски корисници на месечна основа, извештаи за извршување на буџетите на општините на квартална основа. Подобрен е полугодишниот извештај за извршување на буџетот на Република Македонија и тој сега за прв пат содржи детални податоци за сите буџетски корисници. За прв пат беше и објавена распределбата на доходот на граѓаните според податоци на УЈП. Беа објавени граѓански буџети за ребалансот минатата година и предлог буџетот за оваа година. За прв пат беше направена и јавна дебата пред буџетот да биде усвоен од страна на владата. Сите институции добија обврска своите договори и анекси од јавни набавки во целост да ги објавуваат на веб страницата на Бирото за јавни набавки, а за јавноста да има поголем увид, беше направена и дополнителна веб апликација отворени податоци на страната за јавни набавки. Министерството за финансии ја подобри својата веб страница и сите податоци ги објавува во отворен формат. Со задоволство можам да најавам дека до крајот на годината граѓаните ќе имаат увид во детали од исплатите на трезорот на Министерството за финансии. А паметните млади луѓе кои што победија на Финхакатонот во моментов изработуваат веб апликација, видеа и видеоигра за граѓанскиот буџет. Фискалната транспарентност ја остварува својата цел. Јавноста има увид и прави притисок за подобро трошење на парите преку институциите, а тоа се пари на граѓаните. Европската комисија, која што во изминатите години силно критикуваше за нетранспарентност во јавните финансии, денес токму фискалната транспарентност ја извојува како еден од клучните успеси на Македонија. Министерството за финансии е стабилна и кредибилна институција, обезбедуваме подобра и фер иднина за сите граѓани.